Започнуваме со регионалните вести за првиот ден од работната недела. Предвремени парламентарни избори 2016. Изборната трка и битката за гласови започнаа. Политичките субјекти ја стартуваа кампањата за предвремените парламентарни избори на 11 декември. Денес официјално почна кампањата за предвремените парламентарни избори на 11 декември. Изборната кампања трае 20 дена и ќе заврши на 9 декември на полноќ. На изборите ќе учествуваат 6 политички партии и 5 коалиции со 58 листи на кандидати. Изборните активности коалицијата предводена од ВМРО ДПМН ги започнува со митинг во Охрид. Коалицијата предводена од СДСМ со собир во Прилеп, Дуи во Липково, ДПА во Студеничани. Коалицијата за промени и правда Трет блок со представување на кандидатите и програмата. И Либералната партија ја започнува кампањата со средба со граѓани во Скопје. Изборите се дел од договорот од Пржино. Иако тие бидат фер и демократски, треба да го трасираат патот за излез од кризата. Меѓународната заедница веќе порача дека за да се стабилизира состојбата новата влада, ќе мора да ги реализира приоритетните реформи кои произлегува од извештајот на Прибе, како и СЈО до крај да ја расветли аферата со прислушувањето. Овие избори првпат ги организира техничка влада на чело со премиерот Емил Димитриев, во која своји министри и дополнителни заменици министри има и СДСМ. И власта и опозицијата во овие избори влегуваат со надеж дека ќе остварат победа и ќе ја состават идната влада. Инаку политичките партии потпишаа и кодекс за фер и демократски избори во согласност со одредбите на изборниот законник. Кодексот го потпишаа председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, која предводи коалицијата за подобра Македонија. Лидерот на СДСМ Зоран Заев од Сдружената опозицијска коалиција во име на ДУИ потпиша Изет Меджити, Мендух Тачи од ДПА, Гзимо Стрени од коалицијата Алијанса на албанците, Ивон Величковски од ЛП, Стојанче Ангелов од Достоинство во име на коалицијата ВМРО за Македонија, Павле Трајанов од Демократскиот сојуз за коалицијата за промени и правда Трет блок, Билал Касами од БЕСА, Здравко Савески од Левица и Мухамед Халили од ПДП. Во избирачкиот список за декемвриските избори се запишани вкупно 1.784.524 лица со право на глас. За гласање во диаспората ДИК ги прифати пријавите на вкупно 20.629 граѓани. На стартот на кампањата, кандидатите за пратеници на ВМРО ДПМН за 6-та изборна единица порачаа дека излегуваат пред сите со реална и конкретна програма. И како и секогаш, така и сега, ВМРО ДПМН ќе биде со народот. Почитувани сограѓани, од денеска започнува кампањата за предвремените парламентарни избори. ВМРО ДПМН, како и секогаш, без разлика дали било во кампања или не, ќе биде со народот. Излегуваме пред сите вас со реална, конкретна програма, изготвена според вашето мислење и вашите предлози. Излегуваме со чист образ и многу остварени дела зад себе во овие последователни 10 изборни циклуси. Ги повикуваме нашите политички опоненти да се вклучат транспарентно во овие избори на фер и демократски начин. Затоа што пред се, како наша цел на членови на политички партии, треба биде доброто на сите граѓани на Република Македонија. Делата на ВМРО ДПМН се видливи и секојдневно се остваруваат на терен. Затоа и овие избори, нашата цел ќе биде уште повеќе остварени дела и проекти, видливи, реални, за доброто на сите. Посакуваме целата кампања да помине во фер и демократска атмосфера. Гласајте за нови вработувања, за гасификација на Тетово. Гласајте за над 2 милиони евра инвестиција во болниците во Тетово. Гласајте за Попова шапка да стане регионален скијачки центар на Балканот. Ние сме спремни да продолжиме со политиката за напредок на Македонија. А народот на 11 декември ќе го даде својот глас за ВМРО ДПМН затоа што знае што е подобро за Македонија. Кандидатот за пратеник на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН Дафина Јовановска Стојановска на почетокот од кампањата за предвремените парламентарни избори од Гостивар порача дека ќе водат фер борба, а реализираните проекти им се адут за победа на изборите. На стартот на изборната кампања за предвремените парламентарни избори кои ќе се одржат на 11 декември 2016 година, како кандидати за пратеници од коалицијата за подобра Македонија на листата во 6-та изборна единица, сакам да соопштам дека ќе водиме фер битка.
Зад нас стојат мноштво на реализирани проекти од страна на владата на Република Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, така што слободно можеме да погледнеме во очи на секој наш сограѓанин и да ја побараме неговата поддршка. Ќе одиме од врата на врата, од човек до човек, затоа што имаме доказ за сработеното и имаме план за иднината. Во нашите раце стои најсигурниот адут за сигурна победа, а тоа е програмата Реално. Во неа се предвидени мноштво на проекти од секоја област и за секој граѓанин на Република Македонија. Во неа стојат и проекти планирани за Гостивар и за неговата околина. Реално се работи за тебе, за нас, за Македонија. Носителот на листата на ВМРО ДПМН во 6-та изборна единица Владко Ѓорчев од Тетово ја започна кампањата. Денешната посета во Тетово е насока на промоција на проектите од нашата програма. Тука ќе имаме целосна реконструкција на улицата Гоце Делчев во должина од 1200 метри, која што ги поврзува населбите Колтук, Двабреста, Певчина и Поток. Исто така предвидуваме целосна реконструкција на целиот комплекс Попова шапка, односно реконструкција и нов асфалт, целосно нов асфалт на потегот од Тетово до Попова шапка, паркинг за 350 возила. Исто така предвидуваме патеките скијачки во Попова шапка да се зголемат од 12 на 18 километри. Исто така, Попова шапка ќе ја добие најмодерната жичара на Балканот, со која што ќе се зголеми капацитетот на луѓе од 2000 на 12.000 луѓе кои што ќе можат дневно да ја користат оваа жичара. Ќе имаме исто така и опрема со која што ќе може да се создава вештачки снег, што е исто така една добра вест за Попова шапка, ќе ја продолжи сезоната. Во делот на Попова шапка исто предвидуваме и вложувања кои што ќе овозможат поголем туризам во делот на маунтен байк, односно планинско возење на велосипед и оној дел што се однесува на параглайдери, делтаплан и сето она што е поврзано со летниот туризам. Во делот на гасификацијата на Полог сериозно ќе се посветиме, значи тоа е гасификација и на Тетовскиот регион и на Гостиварскиот регион. На тој начин ќе добиеме поевтини енергенси, предпријатијата тука ќе бидат поконкурентни и на тој начин ќе бидат едноставно поатрактивни вложувањата во нови фабрики кои што и тоа како ни се потребни и во Тетовско и во Гостиварско. Значи ќе дојде гасоводот исто така ќе значи и помалце загадување за овој регион и нормално повеќе работни места. И Петре Шилегов, носител на листа на коалицијата на СДСМ во 6-та изборна единица, од Тетово ја започна изборната кампања. Се наоѓаме на почетокот на изборната кампања за изборите. Дојдовме овдека да порачаме на граѓаните од изборната единица 6, на граѓаните од Република Македонија, дека сме тука и дека ветуваме дека ќе изградиме една единствена држава, едно единствено општество, држава на сите граѓани подеднакво и по своите права и по своите обврски. Кога зборуваме за еднаквост, зборуваме и за еднаквост на луѓето и пред законот. Правото ќе мора да се почитува, законите мора да важат за сите. Со овие што досега владеја, начисто сме и ние и граѓаните дека треба да биде расчистено. Они ќе мора да одговараат за злоделата што ги направија во изминативе години и ќе мора сите криминалци да се најдат во затвор, а украдените пари да бидат одземени и конфискувани во полза на граѓаните, во полза на народот. Социјалдемократскиот сојуз, здружената опозиција, граѓаните на Македонија излегуваат на овие избори со план за живот во нашата држава, план кој што ќе овозможи да нашите граѓани живеат комотен живот. Некако досега парите да завршуваат само кај определена структура од фамилијата на Груевски, додека сите останати да работиме за нив. Луѓето мора да ги осетат промените, луѓето мора да го подобрат квалитетот на сопственото живење, за граѓаните се работи, за нивното добро, за нивната иднина, за нашите деца. Понатаму во програмата која што ќе понудиме на предстојните избори на нашите граѓани, им го нудиме она кое што досега најмногу ја боли нашата држава, а тоа е да ставиме крај на поделбите. ВМРО ДПМН и ДУИ во изминативе 11 години не прават ништо, туку делат. Они се тие кои што ги делат луѓето, они се тие кои што ги делат граѓаните и нивните делби завршуваат на првиот тендер. Тие горе лесно се помируваат едни со други, затоа што
работат за дебели провизии, додека граѓаните долу во секојдневието остануваат раскарани. На тоа мораме да му ставиме крај. Македонија заслужува да биде современа, европска држава, демократска држава, еднаква за сите граѓани, без оглед на нивната етничка, верска или партиска припадност. И кога зборуваме за престанок на делбите помеѓу граѓаните, зборуваме токму за тоа. Престанок на делби од секаков вид. Повеќе во оваа држава да не биде важно кој од која националност е, повеќе во оваа држава да не биде важно кој на која вера, вероисповест припаѓа, повеќе во оваа држава да не биде важно кој на која политичка партија припаѓа. Секој да го добива она што му следува согласно законот, секој да биде одговорен согласно законот. Кандидатите за пратеници од 6-та изборна единица од Демократската унија за интеграција. Изборната кампања ја започна со посета на слободната економска зона во Тетово. Од таму порача дека приоритет на ДУИ е еднаков економски развој во сите региони во државата. Како што знаете, една од 5 определби на Демократската унија за интеграција во предизборната програма за изборите во 2016 година е и економската рамноправност на граѓаните во Република Македонија. Во тој контекст ми ја избравме денеска да кампањата ја почнеме како представници на 6-та изборна единица од овде од зоната, слободната економска зона овде во Тетово, за да уште еднаш укажеме нашата заложба и да ја укажеме и поддршката како на субјекти, економски субјекти кои што работат во земјава, така и на странските инвеститори кои што се сместени во слободните економски зони. И во тој контекст ги слушавме потребите на зоната овде од менаџментот и даваме гаранции за наша заложба да тие нивни потреби да се исполнат до крај, сhodно на тоа што договорот го предвидува за формирање на зоната и за менаџмент со зоната. И во тој контекст ние ги даваме соодветните гаранции пред зоната дека тоа во најкраток можен рок ќе биде реализирано во контекст на она да може зоната да функционира сhodно на договорот. Каков е концептот генерално на ДУИ? Добро, генерално ќе можете да го слушате и да го осознаете концептот во сегментот економија, во дебатните емисии, во понатамошниот тек на кампањата и во тој контекст по-конкретно сега мислам дека и не е моментот, оти идејата беше тука за да можеме општата определба по однос на економските прашања да кажеме од тука. Ние го цениме искажаниот интерес од страна на представниците на ДУИ денеска да присуствуваат во рамките на слободната економска зона во Тетово и од блиску да се запознаат со тоа како функционира самата зона и што е тоа што е направено од страна на компанијата Normac Investment Group како приватен партнер во овие први 3 години. И секако дека исто така ги изразивме и нашите очекувања, односно барања што се однесуваат до исполнувањето на обврските од страна на јавниот партнер. И тука како главна обврска што останува да се исполнува е приклучувањето на зоната со автопатот, бидејќи како што веќе знаете, има компанија која што оперира во рамките на самата зона и секако дека се користуваат за жал се уште 2 пристапни патишта, односно влезот од Желино или од излезот од Тетово стариот пат за Скопје. Секако дека има потреба да се направи во најбрз можен рок клучката, бидејќи на тој начин истовремено ќе се овозможи не само лесен пристап до зоната, туку истовремено и извоз на стоката и услугите од самата зона. Алијансата за албанците составена од Унитети, Националната демократска природба и Движењето за реформи на ДПА. Вчера во спортската сала во Гостивар ги промовираа кандидатите за пратеници за престојните вонредни парламентарни избори закажани за 11 декември. Оваа коалиција кандидати за пратеници ќе има во првата, втората, петтата и шестата изборна единица. Дојде моментот кога албанската опозиција се обедини. Ние сме представници на албанскиот народ кој ќе победи на овие избори, ако гласот го даде за нашата коалиција. Ова го порача Зијадин Сила, лидерот на Движењето за реформи на ДПА, на промоцијата на кандидатите за претеници на Алијансата за албанците. Села кој е носител во 6-та изборна единица, во својот говор го повтори неговиот став, дека со победата на Алијансата за албанците составена од неговата партија, Унитети и национал-демократската природба, албанскиот јазик ќе биде службен во државата. Ние по изборите како победничка партија ќе работиме со сигурност и тврдам дека албанскиот јазик ќе биде службен. Ние ќе мора да имаме правилна распределба на буџетот. Ние ќе се залагаме со устав да го регулираме специјалното јавно обвинителство, невините албанци да излезат од затвор.
Председателот на Национал-демократската преродба Весел Мемети, кој е втор на листата на кандидати за пратеници од 6-та изборна единица, порача дека албанскиот народ мора конечно да се разбуди да гласа против криминалот. Мора да се разбудиме, само така може да дојдат промените. Нашата алијанса со ваша помош ќе биде победничка. Мора да ги победиме корумпираните политичари. Председателот на Унитет и Гзи Мострени не е дел од кандидатите за пратеници на Алијансата за албанците. Тој верува во единството на трите партии кои се дел од коалицијата. Јас верувам во реализацијата на програмата на коалицијата која ќе биде победничка. Со реализацијата на нашата програма ќе се реализираат правата на албанците, потребата на знамето и јазикот, но мора да работиме и против организираниот криминал и затоа целосно ќе ја поддржиме работата на специјалното јавно обвинителство. Во првата изборна единица носител на листата од оваа коалиција ќе биде Зулфи Адили, во втората Неџведин Садику, а во петата изборна единица Сурија Рашити. Предвремени парламентарни избори 2016. Синдикатот на вработените во Југохром повторно ќе организира протест поради незадоволството од прекинувањето со работа. Поради глувоста на институциите од протестот што го држаме во Желино, ги известуваме сите вработени од Југохром Алзар, како и заинтересирани граѓани дека повторно синдикалната организација на Југохром Алзар на 24.11 во четврток од 12 до 13 часот ќе организира протест поради неоправданото исклучување на печките со работа. Протестот ќе се одржи во Скопје со блокада на сообраќајната раскрсница пред судска палата се до 13 часот, кога вработените ќе се упатат пред инспекторатот на Министерството за животна средина. Од страна на синдикатот на Југохром Алзар се повикуваат сите вработени и заинтересирани граѓани да се придружуваат на овој протест. Задржително е присуството на овој протест на сите вработени. Па тоа не орабрува нас што имамо показатели дека Југохром не е главен загадувач, ни па единствен загадувач. Во овие денови, додека Југохром не работа, Тетово ден денеска диши загаден воздух. Затоа апелираме до институциите кои се надлежни за да ги обавуваат работата нивна, професионално, стручно, да излеза со податоци кој со колку посто учествува во загаденоста на воздухот во Тетово. И тогаш се надевам дека Југохром ќе стартува со работа одма. Нашата заложба и протести се упатени и према раководството и заложбата е вработените да го задржат статусот на вработен се до решавањето на проблемот и до рестартирање на печките. Меѓутоа и апел до раководството и менеджерскиот тим се уште по забрзано темпо да работи на започнатата изградба на системот за отпрашување. Иако се работа. И долгорочно да се реши веќе еднаш тој проблем и да не служат вработените на дневна политика за подкосурување да се играат со нивната судбина, со нашата судбина. Сепак ние нема да останеме неми посматрачи, а во иднина ако не го решат проблемот, протестите ќе бидат уште помасовни и уште порадикални. Тетовец повреден во главата од заталкан куршум. Полицијата регистрирала и насилство на наплатната рампа Тетово, фрлено шише со запалива течност во кафетерија и 2 сообраќајни незгоди. 28 годишен тетовец бил повреден во главата од заталкан куршум вчера околу 15 часот, додека со своето возило се движел по улица Илинденска во Тетово. Тој најпрво слушнал удар во предниот дел од покривот на возилото, во кое се наоѓала и неговата 25 годишна сопруга и нивното бебе, а потоа почувствувал болка во главата и крварење. Случаен минувач го пренел во Тетовската клиничка болница, а по укажаната помош пуштен на домашно лекување. По властување најавен обвинител извршен увид од екипа на сектор за внатрешни работи Тетово, во рамките на кое констатирано дека на покривот има отвор над возачкото седиште, додека во внатрешноста на подот пред истото седиште пронајден е проектил калибар 7,62 мм. Пронајдениот проектил е фотодокументиран, подигнат и ќе се вештачи. Се преземаат мерки и активности за утврдување на сите поединости поврзани со случајот, кој, кога и од каде и зошто пукал и го повредил 28 годишниот тетовец.
Во полицискиот билтен регистрирано насилство на наплатната рампа Тетово. Вчера вечер околу 20 часот и 30 минути од група засега непознати лица, најверојатно симпатизери на политичка партија, кои патувале со автобус со скопски регистерски таблици на релација Гостивар-Тетово. Откако одбиле да платат патарина, излегле од автобусот и започнале вербално да се расправаат со вработениот, пошто и физички го нападнале, но искршиле и стакла на кабината. За кусо време тие се оддалечиле од местото, додека вработениот пренесене во Тетовската клиничка болница за укажување лекарска помош и е задржан за натамошна обсервација. Ноќеска околу 3 часот и 35 минути пак, засега непознат сторител или сторители фрлиле стаклено пивско шише со непозната најверојатно запаллива течност кон кафетерија во Тетово. Шишето удрило во лимената облага во долниот дел од кафетеријата, се одбило и паднало на тротоар, се скршило и запалило, меѓутоа за кусо време само изгаснало. Не е предизвикана никаква материјална штета, а нема и ни повредени. Две сообраќајни незгоди се случиле вчера вечер во Полошко. Околу 21 часот на регионалниот пат Волковија-Тетово во Барвеница, патничко возило БМВ со тетовски таблици, управувано од 23-годишникот Челопек, загубило контрола, излетало од коловоз и се превртело на покрив. Покрај возачот телесни повреди задобиле и тројцата сопатници на возраст од 22, 24 и 16 години, сите од Челопек, кои со друго возило биле пренесени во Тетовската клиничка болница, пошто се пуштени дома. Првично причина за несреќата, како што е утврдено во увидот, е неприлагодена брзина, односно пребрзо возење. Околу 24 часот пак на автопатот Скопје-Тетово во непосредна близина на наплатната рампа Желино. Патничко возило Opel Astra со гостиварски регистерски таблици, управувано од 44 годишник од Гостиварска Долна Бањица, налетало, удрило и усмртило 4 диви свињи. Нема повредени во возилото, а причинетата материјална штета се проценува на 30.000 денари. По извршениот увид, усмртените животни предадени му се на ловечкото друштво Шарпланина од Тетово. По фудбалски надпревар на спортскиот центар вчера попладне во Гостиварска Горна Бањица се случил инцидент. Група навивачи се нафрлиле врз главниот судија. Навивачи се нафрлиле врз судија од Гостивар откако завршил фудбалски надпревар кој се играл вчера попладне на спортскиот терен во Горна Бањица. Според информациите од полицијата, 28 годишниот гостиварец кој бил главен судија на фудбалскиот надпревар помеѓу Травзанспор од Горна Бањица и Беса од Добридол, вчера околу 15 часот по завршувањето на надпреварот физички бил нападнат од повеќе лица од Горна Бањица кои влегле на теренот. Напаѓачите се нафрлиле врз него и повеќе пати го удирале со тупаници и клоци. Тие продолжиле да му се закануваат и по пристигнувањето на медицинското возило за укажување на лекарска помош. Со полициска интервенција била спречена на тамошна ескалација на инцидентот. Од СВР Тетово соопштуваат дека се преземаат мерки и активности за целосно расчистување на случајот. Идентификувани се неколку лица кои се сомничат дека учествувале во нападот врз главниот судија. Значајна победа на фудбалерите на Тетекс за опстанок во втората лига. Следуваат и останатите информации од спортските вести. Второлигашот Тетекс извојува значајна победа од 1-0 во рамки на 13-тото коло, совладувајќи екипата на Велазерими. Единствениот погодок беше дело на Јанчевски во 73-та минута. Тетекс останува на 8-та позиција на табелата. Во наредното коло Тетекс повторно е домаќин, овој пат на лидерот на табелата Академија Пандев. Средбата се игра на 26 ноември сабота со почеток во 13 часот. Кај прволигашите во 15-тото коло Шкендија со висока победа од 4-0 се врати од гостувањето на Македонија Ѓорче Петров. Стрелци за црвено-црните беа Хасани на 2 пати, а победата ја потврди Положани и во вториот дел. Силекс и Ренова ги поделија бодовите на градскиот стадион во Тетово 2-2. Гостите од Кратово поведоа со голот на Глигоров, кој ја искористи почетната грешка на Муслиу. Домаќините израмнија со прекрасниот погодок на Емран Рамадани, кој со ножички донесе голема радост на домашната публика во 65-та минута. Ново водство за гостите од Кратово донесе Христијан Филиповски, кој со прекрасен удар од слободен удар од 40 на метри го изненади голманот на Ренова.
Во третата минута од судиското продолжение Нухиу ги постави конечните 2-2 со гол од белата точка. Со ваквите резултати на врвот на табелата на 15-тото коло на првата фудбалска лига се наоѓа Вардар со 34 поени. Веднаш зад него е Шкендија, Пелистер и Работнички, а петти на табелата е фудбалскиот клуб Ренова. Кошаркарите на Тетекс во третото коло од втората лига ја совладоа екипата Ангели во саботниот дуел што се одигра во Тетово. Тетекс победи 85-73, Гостивар со 101-66 го совлада тимот на Радовиш. Поранешниот француски председател Никола Саркози го призна поразот во првата рунда од трката во конзервативниот блок за кандидат на председателските избори во 2017 година. Не успеав да ги уверам гласачите, изјави тој во говорот пред неговите приврзаници, откако ненадејно се најде на третото место зад Франсуа Фион и Алан Жупе, кои во идната недела ќе се тркаат кој ќе добие кандидатурата. Саркози рече дека ќе гласа за Фион, кој беше француски премиер од 2007 до 2012 година. Најмалку 27 лица загинаа денеска во Авганистан, а 35 се повредени во самоубиствениот бомбашки напад на шиитска џамија. Министерството за внатрешни работи потврди дека нападот се случил во џамијата во западниот дел на Кабул. Шефот на полицијата во Кабул рече дека напаѓачот дошол пеш и го активирал експлозивот меѓу верниците во џамијата. Грчкиот политичар Константинос Стефанополус, кој беше шеф на државата во периодот помеѓу 1995 и 2005 година, почина на 90 годишна возраст. Стефанополус беше примен во болница во главниот град Атина во вторникот со дијагноза акутна респираторна инфекција. Според лекарите, тој починал во 23 часот и 18 минути во неделата. Силен земјотрес со јачина од 6,4 степени според Рихтеровата скала во неделата го потресе западниот дел на Аргентина, соопштил Американскиот геолошки центар. Епицентарот на земјотресот бил забележан на 26 километри југозападно од аргентинскиот град Сан Хуан и на околу 290 километри северозападно од Сантијаго, главниот град на Чиле. Иако ова се смета за силен земјотрес, најверојатно нема да нанесе поголема штета, бидејќи епицентарот бил на длабочина од речиси 72 километри. Денес имавме сончево и релативно топло време со мала до умерена локална облачност. Поодделни котлини магливо со променлива видливост. Утринските температури се движе од 0 до 5, а дневните од 6 до 13 степени. Времето утре ќе биде претежно сончево и релативно топло, поодделни котлини магливо. Утринските температури ќе се движат од -2 до 3, а дневните од 5 до 12 степени. Тука е крајот и на овие регионални вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.